Здраво и добре дојавте во уште едно ново видео на каналот на Скратен корнер. Јас сум Кирил, а денеска повторно зборуваме за светското првенство, односно за репрезентациите кои што се фаворити да го освојат. Па и да ги тестираме нивните шанси, може? Односно да анализираме какви ќе бидат нивните шанси доколку направиме мали измени, мали промени во нивните состави или што и да е. Денеска ја анализираме Англија. Премиер лигаши ви имали? Ако ви има, пишете ни тука долу во коментарите зошто Англија ќе освои светско првенство. Јас сум тука да анализирам друго нешто. Тука сум да одговорам на прашањето како Англија може да го освои светското првенство. Откако гледам фудбал, верувам дека ова им е најдобрата шанса на англичаните да освојат голем трофеј. До сега немаат, откако гледам, значи од некоја 98-ма, нааму, не верувам да играа финале на Европско првенство, минатото Европско првенство, го загубија на пенали, беше одлична шанса, не ја искористија. Сега тргнуваат во поход по светското првенство, односно бараат трофеот да се врати дома. Епа, тоа веќе од старт ги става во групата на сериозни фаворити. Имаат репрезентација, веројатно за прв пат откако гледам, која што е комплетна на сите позиции. Се добро покриени дури на дел од позициите со двајца, со тројца добри фудбалери, така што верувам дека во поглед на ротација нема да им фали ништо. Меѓутоа, што мислиме за експериментирањето со состав? Па не мислам нешто кој знае колку добро. Добри се играчите, меѓутоа имаат една група на играчи кои што играат добро заедно и една група на играчи кои што иако се долго време дел од репрезентацијата, не знае да играат добро заедно. Сметам дека клучно за Саутгейт ќе биде да ја погоди правата комбинација на играчи за секој противник. Дали тоа ќе значи дека например, Маунт ќе стартува поради Франција, поради можноста да одигра подобар пресинг, или пак Фоден ќе стартува против Хрватска поради тоа што се очекува Англија да игра повисоко и да ја расшири играта, тоа го оставам на Саутгейт. Мојот предлог е да нема непотребно експериментирање во надпревари кои што важат нешто. А во нокаут фазата знаете како е. Една грешка си одиш дома. Долг е патот од Катар до Англија. Не би сакале веднаш да се пакуваат, нели? Она што им треба е смирен и контролиран план на игра. Ги гледаме англичаните во последните години дека се прилично комотни, удобни со тоа да тактизираат. Тоа да одиграат на 0-0, со тоа да го пратат над преварот во продолженија, бидејќи реално мислам дека се физички најспремната репрезентација на ова светско првенство. Многу жалам што им фали Рис Джеймс. Верувам дека тој ќе беше уште едно оружје во овој арсенал на Англија, меѓутоа и вака се прилично добри. Дури гледаме дека имаат и таков луксус да еден играч како Трент Александер-Арнолд си ја чека шансата од клупа. Импресивно, не? Сега, како ќе го постигнат тој смирен и контролиран план на игра? Дали ќе се решат на повеќе контри, а помалку позициона игра? Не верувам дека ќе биде така, бидејќи Англија не игра така досега. Меѓутоа, она кое што Саутгейт го инсистира со играњето на Хари Кейн практично како плеймејкер на таа екипа од најпредната линија, многу ми се допаѓа и сметам дека тоа може да биде клучот за успех. Не очекувајте од Хари Кейн да ја финишира секоја акција на Англија до крајот на турнирот. Не сметам дека тоа му е улогата во оваа репрезентација. Меѓутоа тој капитенски, несебично и многу паметно ги проигрува своите соиграчи и отвора шанси за играчи кои што се навистина опасни пред гол, без разлика на која позиција се наоѓаат. Па така гледаме дека Джуд Белингам игра во фантастична форма, дека Фил Фоден добро одговори на минутите кои што му беа дадени и дека Маркус Рашфорд си ја искористува секоја шанса што му е дадена. Тука одиме кон третиот фактор. Дали можеби Рашфорд треба да биде оној џокер од клупата на Саутгейт? Не велам дека можеби треба да ги стартува над преварите, иако воопшто не е лош предлогот, меѓутоа Рашфорд игра секогаш добро кога ќе го облече репрезентативниот дрес на Англија. Па зошто да не е тој првата опција од клупа? Сметам дека неговата енергија, неговата динамичност и можноста да шутне и да биде опасен од било каква позиција, без разлика дали е тоа слободен удар, одиграна акција, контра, не знам, финиш во 16-никот, скок и шут со глава или што и да е, мислам дека Рашфорд може да одговори на сето тоа. Така што, внимавајте на Рашфорд
кој што очекувам да биде X факторот на Англија во понатамошниот дел од првенството. Па ајде да сумираме. Како Англија може да го освои светското првенство? Без експериментирање со составот во клучните надпревари. Значи, да, мора да постои ниво на прагматичност и мора Саутгейт да си го одбере составот. Меѓутоа, нека не биде тоа експериментален состав во надпревар кој што е по најмала рака 50-50. Верувам дека во повеќето од надпреварите по изминативе многу години Англија влегува како фаворит. Не е дека еднаш сме ги виделе да се клизнат и во фаворитска улога, така што тука на овој фактор треба многу да внимаваат. План на игра. Значи, да знаат што прават играчите на теренот, а особено тука, како хайлайт, ќе го ставам Хари Кейн во тој целиот план на игра, кој што мислам дека ќе биде клучната точка на нападот на Англија, односно клучната точка токму на оној дел од составот кој што треба да ги добива надпреварите. 3. Рашфорд како X фактор во надпреварите од нокаут фазата. Енергијата на Маркус Рашфорд и неговиот голгетерски инстинкт може да придонесе за гол во било кој момент од надпреварот, така што очекувам да биде добро и паметно искористен во нокаут фазата. Туку какво е вашето мислење на оваа тема? Мислите ли дека Англија може да го освои светското првенство? Што мислите дека ќе биде клучен фактор? Пишете ни тука долу во коментарите, дали е под видеото, дали е на нашите социјални мрежи, нема да ви се налутиме, се додека ни пишете. Поздрав до вас и останете со Скратен корнер.